Владиката Петар вели дека и во државата и во црквата мора да се прекине со неказнивоста за да постои вистински правен поредок. Се додека и во црквата, како и во општеството, во државата, има неказнивост, се додека кај нас имаме расчинети свештени и свештеномонашки лица и монаси и монакињи, луѓе кои не се го напуштиле чинот, односно го напуштиле службата свештеничка или монашка, монашкиот завет, а не се расчинети од страна на црковните судови и тие се некои од нив дури оженети, омажени и така натаму, имаат семејства, не личиме на црква така. Ние мораме, како што во државата се поставуваат прашањата, да проработи, да профункционира правниот, уставниот систем и обвинителството, така мора и во црква да функционира безпрекорно, ако сакаме да имаме ред и поредок и да видиме вистинска автокефална православна црква. Гостувањето на владиката Петар во надказ на Јупчо Цветковски доаѓа како одговор на изнесените тврдења на владиката Крушевско-Демирхисарски Јован Вранишковски во еден друг подкаст за кој владиката Петар рече дека се невистини и манипулации, кои не смеат да останат без соодветен одговор. Премиерот Мицкоски изјави дека Фондот за здравствено осигурување постепено го враќа својот интегритет по години на корупција, лошо управување и нетранспарентни одлуки. Тој нагласи дека денес институцијата функционира со повеќе одговорност и дисциплина. Мицкоски истакна дека владата затекнала разурнат здравствен систем, но во последната година и половина започнала обновување на инфраструктурата, модернизација на болниците и подобрување на условите за пациентите. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска го представи предлог буџетот за 2026 година, оценувајќи дека тој обезбедува стабилност, предвидливост и одговорно управување со јавните пари. Буџетот ја продолжува стратегијата за фискална дисциплина, рационално трошење и поддршка на економскиот раст, со проектиран раст на бруто домашниот производ од 3,8% и инфлација од 2,5%. Планирани се инвестиции во инфраструктура, енергетика, образованието и здравството, како и раст на вработеноста и платите. Приходите се проектирани на 374,9 милиарди денари, а расходите на 414,2 милиарди, со дефицит од 3,5% од бруто домашниот производ. Предвидени се 40,2 милиарди денари за капитални инвестиции и 74,8 милиарди за отплата на долгови. Министерката порача дека буџетот е доказ за исполнување на ветувањата и насочување кон долгорочна фискална стабилност. Директорот на Бирото за јавна безбедност, Александар Јанев, беше во официјална посета на Обединетите Арапски Емирати, каде оствари средби со полициски раководители од Абу Даби и Дубај. Разговараа за продлабочување на соработката, размена на искуства и примена на модерни технологии, вклучително и вештачка интелигенција во полициските процеси. Јанев ја посети и паметната полициска станица и договори координација во борбата против организиран криминал, електронскиот криминал и бегалци од правда. Исто така се сретна со претседателот на Интерпол за подобрување на меѓународната соработка. Посетата ја оцени како поттик за посовремена и поефикасна полиција. Царинската управа заплени 2500 инфузиски медицински сета, игли, шприцеви, канили и инфузиски системи, кои биле лажно пријавени како германски, а всушност биле небезбедна кинеска стока без дозвола за увоз. Сетовите не ги исполнувале медицинските стандарди и ќе бидат уништени, а против увозникот е покрената постапка. Директорот Бобан Николовски соопшти и дека годинава се запленети над 10.000 парчиња лекови, а минатата година биле спречени 2 канала за шверц на анаболни стероиди со 600.000 килограми штетни супстанци. Во дом за стари лица во Тузла, смртоносниот пожар што однесе 15 животи бил предизвикан од преоптоварен кабел од радио, стегнат меѓу кревет и џид, што довело до краток спој. Пожарот избувнал на 7-миот кат, каде биле сместени неподвижни и тешко болни лица. На самото место загинале 11, а уште 4 починале подоцна во болница. По трагедијата, менаџерот на објектот поднесе оставка. Албанија во понеделник го отвора последниот, 6ти кластер од преговорите со Европската Унија, кој опфаќа земјоделство, храна, рибарство, регионална политика и финансии. Со ова, земјата ги има отворено сите кластери за една година. Премиерот Еди Рама го нарече овој чекор рекорд и очекува Албанија да стане членка на Европската Унија до 2030, а преговорите да ги заврши до 2027. Поддршка стигна и од италијанската премиерка Џорџа Мелони, која најави дека Италија ќе го поттикне стартот на политичките преговори во 2028, кога ќе претседава со Унијата.
BBC му се извини на Доналд Трамп за селективното уредување на неговиот говор во емисијата Панорама, која беше емитувана пред претседателските избори, но одби да плати одштета. Трамп бараше повлекување, извинување и обештетување, заканувајќи се со тужба од милијарда фунти. BBC призна грешка во проценката, но тврди дека нема основ за клевета. Правните експерти велат дека Трамп би имал тешкотии да тужи и во Британија и во САД, поради истечени рокови и фактот дека документарецот не бил емитуван во Америка. Случајот предизвика оставки на двајца високи функционери на BBC и покрена прашања за уредувачката непристрасност. Новата јапонска премиерка Санае Такаичи откри дека спие само 2 до 4 часа дневно, што предизвика загриженост бидејќи земјата се обидува да ја намали културата на прекумерна работа. Нејзиниот ноќен состанок во 3 часот дополнително ја разгоре дебатата дека би можела да поттикне уште повеќе прекувремена работа. Иако ветува реформи со фокус на здравието на работниците, самата признава дека нема работно-животна рамнотежа. Политичарите ја повикуваат да спие повеќе, а јавноста стравува дека нејзиниот пример ќе ја засили токсичната работна култура во Јапонија.